Целта на денешната пресконференција е да ги соопштиме деталите во врска со поднесените жалби пред Европскиот суд за човекови права во однос на мерките за изрекување на притвор за мене и за господинот Даниел Станчев. Тоа се 5 жалби. Шестата жалба е во однос на времените мерки кои што се ставени во однос на замрзнувањето на имотот. И седмата е во однос на извршениот претрес, за кое што се уште немаме добиено конкретен одговор, меѓутоа и седмата жалба е прифатена за разгледување. Целта на ваквата пресконференција, колку изнесување на нашите добиени заклучоци, е исто и да го осврнеме вниманието кон јавноста, особено и кон судовите, да нема веќе изрекување на притвори на начинот и на мерите заради кои што се изрекувани до сега, од причина што и притворот сам по себе веќе било кој од осомничените или обвинетите го става во многу неповолна позиција во однос на обвинителството, заради тоа што кога ќе се најдете во притвор, едноставно и немате простор да ја подготвувате вашата одбрана на начин на кој што имате можеби способности тоа да го правите. И втората работа е што притворот сам по себе до некаде носи и презумпција на вина, затоа што онаа перцепција која што се ствара дека некој е однесен во притвор, веќе презумпцијата на вина е таа која што надвладува наспроти презумпцијата на невиност. Како што спомнав, имаме поднесено 7 жалби, за кои што пред 3 дена, затоа и пресконференцијата денес не е заради никаков друг тајминг, туку пред 3 дена, поточно во петокот, добивме од Европскиот суд за човекови права одговор. Сите 6 постапки се споени во една заради економичност на постапките и добиени се, пратени се 4 забелешки, односно 4 прашања до владата, односно до владениот агент во Европскиот суд за човекови права, на кои што треба да се дадат одговори, при тоа повикувајќи се на веќе воспоставената судска пракса дека за тој вид на прашања веќе се донесени конкретни пресуди. Бидејќи знаете, Европскиот суд за човекови права функционира на база на воспоставена пракса. Првото прашање кое што од владата се бара да се одговори е дали лишувањето од слобода на жалителите од 16 април 2021 па понатаму е врз основа на соодветни основи и дали имало соодветни и доволни докази за да се таквото лишување спроведе. Во насока на тоа, значи се спомнуваат европските, веќе донесените европски пресуди, во кои што децидно се наведени дека лишувањето без основ е повреда на членот 5, став 3 од Европската конвенција за заштита на човековите права. Како одговор ние во обемната документација, и тоа ќе ви биде споделено и со вас медиумите, е дека не само што немаше основи за такво нешто, туку во своето барање, единственото барање за продолжување на мерка притвор, кој што ние како одбрана го добивме, стои дека, подпишано од обвинителката Ивана Трајчева, стои дека до судот не доставуваат докази, значи тоа е наведено во нивниот допис, во нивното барање, не доставуваат нито еден материјален доказ, заради тоа што материјалните докази не се наоѓаат во обвинителството за организиран криминал. Во најмала рака имаме признание од страна на обвинителството дека барањата за определување на мерки притвор се пуштани без да се достават материјални докази. Второто прашање по кое што се бара произнесување од страна на државата е дали постапката за лишување од слобода на двајцата жалители е согласно член 5, став 4 од конвенцијата, поточно дали барањата на обвинителот за продолжување на негова мерка притвор во предистражна и истражна постапка се доставувани до самите жалители. Ние како одбрана во целиот период, моите 10 месеци, на господинот Даниел Станчев 16 месеци, само еднаш добивме предлог за продолжување, што е спротивно, и тоа е факт кој што во нито еден случај не може да се конвалидира, што е спротивно на Европската конвенција за човекови права. Тоа значи дека целиот тој процес
бил унилатерален, односно испраќање на еднострано барање до судот и судот тоа барање го удоволувал без при тоа односно само еднаш и тоа постфестум добиено по изрекување на мерките да ние добиеме како тоа барање изгледа. Третото прашање по кое што се бара од државата да се произнесе е тоа дека дали жалителите биле соодветно сослушувани пред повисоките судови и пред иницијалните, односно првостепените судови. Ние, освен еднаш повикани во Врховниот суд, нито еднаш не бевме повикани за да дадеме своја одбрана. Уште една потврда дека притворите се изрекувани на база на само произнесувањето од страна на обвинителството, без при тоа да се запази основното начело на казнената постапка, тоа е еднаквост на оружјата. Сите овие три прашања, соодветно од страна на државата се одговорени, одговорите ние како одбрана не ги добиваме, меѓутоа до она до каде што смееме да одиме заради доверливоста и она што смееме да го кажеме заради доверливоста на постапката е дека ние понудена спогодба за да случајот го решиме по спогодбен пат. Меѓутоа, нашата борба не и нема да биде никакво спогодување, затоа што ставањето на еден случај во форма на спогодба значи повлекување на тој случај од европската пракса. Тоа значи дека во иднина сите останати кои што ќе се најдат во една ваква слична ситуација не може да се повикуваат на случајот Рашковски против Северна Македонија или Станчев против Северна Македонија. Токму заради тоа, ние, нашата борба, ќе ја истераме до крај, ќе бараме од судот да донесе соодветна пресуда, не преюдицираме каква пресуда, меѓутоа ќе бараме по било која основа да донесе пресуда со која што ќе се утврди повреда на човековите права и нема во иднина да се случуваат вакви притвори без ниеден основ, без да се доставуваат предлозите до одбраната и без да на одбраната и се дава соодветен механизам да може своите одбранбени документации да ги стави во контрадикција со она што е аргумент на обвинителството. Она што има и може да има и треба да има директна импликација врз носењето на судската одлука во четвртокот е четвртото прашање, односно тоа е шестата жалба, последна поднесена, а тоа е дека настанало замрзнување на имот на некој, поточно на мене, без при тоа да биде предјавено оштетно побарување. Знаете дека во кривичната постапка непредјавено оштетно побарување, односно непостоење на штета, не може да предизвика и кривичен прогон. И затоа се има обратено да Европскиот суд за човекови права до државата да каже дали има до моментот кога е донесено правосилното решение, тоа е септември 2022 година, државата има предјавено оштетно побарување. При тоа се цитира, кога му се даваат напатствија на владиниот агент, се цитира пресуда од Европскиот суд за човекови права за исти или многу сличен таков случај, каде што е донесена пресуда со која што е утврдено повреда на човековите права. Исто и оваа жалба е опфатена во предлогот за спогодување помеѓу државата и нас како жалители. Она што треба да се знае е дека ние ја дополнивме жалбата заради тоа што ваквото барање на оштетно побарување уште помалку стана основано, заради тоа што обвинителството пред завршните зборови изврши промена на обвинителниот акт, каде што тие суми кои што сите во јавноста помпезно во обвинителството ги пласира, дека станува збор за некакви милионски суми и така натаму, во денари, го сведоа на, при тоа вклучувајќи ги и моите малолетни деца во целата оваа приказна, ние овдека ќе ви го, по завршување ќе ви доделиме изменетиот обвинителен акт, ќе видите дека од целата таа помпезност
во обвинителниот акт стои сега дека на сметките на моите деца се уплатени ни повеќе ни помалку толку 29.000 денари. Значи зборуваме за 29.000 денари или помалку од 500 евра. Не сакаме да преюдицираме што е тоа, меѓутоа што е причината за тоа, меѓутоа добро беше и тоа ќе биде основа за новата во најава за новата покрената постапка против обвинителката, заради тоа што во своите завршни зборови досега не видено не само во македонското правосудство, туку и секаде никаде во свет, таа побара да имањето деца, некој од нас обвинетите, имањето на малолетни деца биде земено како отежнителна околност при носење на пресудата. Не знам што е причината за еден таков вокабулар, меѓутоа да деца ги ставите како отежнителна околност е навистина пред се нечовечки, нехристијански, не муслимански, апсолутно надвор од сите можни вери. Како што кажав, има уште една апликација која што е прифатена од една од странките во постапката, меѓутоа таа се уште не е одлучена и чекаме да се одлучи по неа. Во насока на подобрување на состојбите, денеска до министерот за правда, господинот Кренар Лога, поднесов иницијатива за промена на закон за судовите, кој што бара да ја разгледа поднесената иницијатива, која што се однесува на тоа да суди на кои што Европскиот суд за човекови права им утврдил повреда на основните човекови права гарантирани со Европската конвенција за човекови права во два наврати во нивната кариера, Републичкиот судски совет, односно Судскиот совет на Република Северна Македонија да им отвори постапка за разрешување. Само така можеме европското законодавство да го примениме и да го донесеме тука. Затоа што ние во целата постапка, во стотина наврати, кога се повикувавме на европската регулатива, на европската пракса, бевме одбивани со образложение дека таквата европска пракса не може да биде спроведена на нашите случаи. Уште еднаш да потенцираме дека спогодба од било кој облик, надвор од тоа дека се потврдени повреда на човекови права, нема да биде прифатена од наша страна, заради тоа што не сакаме во иднина да имаме исти вакви случаи на повреда на човековите права. Не дај Боже некој да го помине патот кој што ние сме го поминале, заради тоа што притворот сам по себе не е само правна казна, туку сето ова го правиме затоа што во текот на постапките се сретнавме со луѓе кои што го поминале истиот пат. За жал, некои од тие притвори, неосновани, добиле сериозни здравствени проблеми кои што им нанеле и непоправлива штета, односно тоа го изгубиле својот живот. За сето тоа ќе отпочнеме еден огромен процес да не се случуваат вакви притвори кои што се без основа и без соодветна пракса. Вториот мотив за денешната пресконференција е, како што кажавме, влијанието кое што е правено врз сведоци, врз членови на совет и така натаму, сите и лица кои што учествувале во прибирање на соодветна документација. И јас само како пример ќе го наведам сведочењето на господинот Мухамед Зекири, дадено на главната расправа во нашиот предмет, каде што нагласи дека она што како одговор го праќал до основното јавно обвинителство, претходно од самото јавно обвинителство го добивал за да биде пратено до нив. Тоа значи дека обвинителството не само што си нарачувало притвори, туку си нарачувало и прашања, при тоа нарачувајќи си и одговори на кои што соодветните државни институции, поточно генералниот секретар во тоа време Мухамед Зекири давал одговори. Имено, ако дозволите да ја цитирам неговата изјава, вели, значи јас се запознав откако се отвори случајот и како генерален секретар добивав од вас, и се обраќа на обвинителката,
Ивана Трајчева, како обвинителство за гонење на организиран криминал, одговори на одредени прашања, пошто од мојот кабинет го проследуваа до службите на владата, кои што изготвуваа одговор за истото. И тоа беше проследено до вас како обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Дека тоа било така, го кажа и вториот сведок, кој што исто изјави дека по насока на кабинетот на генералниот секретаријат, бидејќи сите барања пристигнуваа таму и лично доаѓаа истражители во кабинетот, ние ги изготвувавме нашите одговори. Сето тоа, господин Даниел Станчев повеќе ќе се осврне за притисоците кои што се правени. Сето тоа, како основа за целата постапка, ние ќе го иницираме и понатаму, затоа што и самите сте сведоци, беше, мислам, обработувано од некој од медиумите, излезе ревизорскиот извештај за работењето на владата пред 2-3 дена. Во самиот ревизорски извештај е наведено дека за 2021 година нема спроведено и нема усвоено попис. Тоа значи дека сите одговори кои што се праќани до обвинителството се без проведен подпис или народски кажано набавтана. Тоа значи дека врз основа на ревизорскиот извештај е наведено дека не соодветствува она што е во пописот врз основа на она што е заведено во евиденцијата. Сето тоа, кога ќе го споредите со оние изјави давани од обвинителството дека не постои соодветниот софтвер, дека не е инсталиран и така натаму, јасно говори дека вината за таквите одговори кои што ги добива не може да биде наша, туку тоа се нарачани одговори на нарачани прашања, при тоа документацијски целосно непоткрепено. Сега би му дал збор на господинот Даниел Станчев, па понатаму ако имате некои прашања ви повелете. Почитувани медиуми, почитувани присутни, значи како што знаете, до Европскиот суд за човекови права во Страсбург имам поднесено 3 жалби кои се однесуваат на целокупниот период од 500 дена кој го помина во притвор без никаков основ и со прекршување на основните човекови права и слободи. Сите 3 жалби ми се прифатени на разгледување, при што пред некој ден ми е доставен предлог, спогодба, во која што би добил одреден надоместок за претрпената неправда. Во интерес на клаузулата за доверливост, не можам да открием повеќе детали во однос на тоа што ми се нуди, но сепак јавноста треба да знае дека мојата цел не е добивање на парични средства од ваквите постапки. Целта е да се донесе пресуда од страна на Европскиот суд за човекови права која ќе служи за пракса дека нема повеќе да се ставаат луѓе во притвор без да постои основ за тоа и со прекршување на процедурите од Законот за кривична постапка и Европската конвенција за човекови права. Јавноста мора да знае дека кога бев во ефективен притвор, мене ми беше понудена спогодба. Требаше да потпишам изјава дека сум дал парични средства на Драги Рашковски и одма истиот ден ќе бидам пуштен од притвор, во договор со адвокатот и обвинителство. Требаше, но не потпишав. Кој е тој што има моќ да го направи тоа и да влијае на судски одлуки? Уште тогаш беше јасно дека намерата на моето приведување не беше да се открие криминал и да се спречи мое бегство, туку да се најде некој што лажно ќе сведочи против Драги Рашковски. Јасно беше дека не сум притворен затоа што ќе се дадам во бегство, туку затоа што како недостиг на докази во истражната постапка им беше потребно лице кое лажно ќе сведочи и на таа основа ќе ја подкрепат својата теза. Јавноста мора да знае, додека бе во домашен притвор без одобрение на суд, кај мене дома, на местото на издржување на домашниот притвор, дојде стручното лице Оливер Алексов од обвинителството на Вилма Русковска,
до толку беше големо самоволието на екипата на Вилма Русковска, што не им требаше одобрение од суд да одат кај приведени лица. Јавноста мора да знае дека во списите на предметот кој се води против нас има изјави на двајца членови на судечкиот совет кои писмено се обратиле до судијата за да кажат дека имало обид за влијание врз нив од истиот Оливер Алексов за време на паузите од судењата. За надмениот однос на тогашната екипа на Вилма Русковска, консулството не го говори само неказнивоста за нејзината изјава дека ќе ги тресе судиите од гаќи, туку и тоа дека дента кога ни беше определуван притвор, чекавме 4 часа за да обвинителката Ивана Трајчева се врати од фризер како би давала изјава за медиумите со нова фризура. Во недостиг на докази против мене бев држан 500 дена во притвор со единствено образложение дека заради слободниот брачен статус ќе сум се дал во бегство, а бев пуштен од притвор и тоа без никаква гаранција 3 дена откако Вилма Русковска беше суспендирана. Дали е тоа коинциденција? Ивана Трајчева, заедно со мојот поранешен адвокат, Панче Нефтенов, имаат подпишано записник за наводно давање на мој исказ, иако тогаш адвокатот Панче Нефтенов беше отповикан, а веќе имав назначен нов адвокат. Тоа значи дека е поднесен обвинителен акт без да биде земен исказ од мене. Почитувани медиуми, ова се само дел од противзаконските дејства кои беа преземени врз мене. За сите останати имам поднесено 6 представки до Советот на јавни обвинители, исто така и кривични пријави. Правда мора да има, но за жал во Македонија досега не ја добив. Не секој има трпение и сила да издржи 500 дена во притвор, без основ и после тоа правдата да ја бара на Страсбург. Условите и психолошкиот товар во притвор е огромен, особено кога сите неосновано бевме тамо, затоа нека ова е последен случај во кој невини лица седат во притвор. Едно дополнување само во однос на во однос на изнесеното дека е вршен притисок врз членовите на советот, на судечкиот совет. Мислам тоа за истото постои видеозапис и членовите на советот тоа на еден елегантен начин го одбиваат, меѓутоа лицето Оливер Алексов и покрај елегантното одбивање на советот да комуницира со него продолжува и тоа трае неколку минути во присуство на обвинителката Ивана Трајчева и за истиот овој настан соодветно ќе бидат поднесени и кривични пријави и представки до соодветните институции. Повелете се прашање. Господине Рашковски, спомнавте спогодба, од кого ви беше понудена, дали за сите обвинети и што конкретно беше спогодбата? Понудената спогодба има клаузула на доверливост, заради тоа што од првично понудената треба да влеземе, така е по протоколот на Европскиот суд за човекови права, да влеземе во процес на преговарање. Меѓутоа, јавно кажуваме дека ние во процес на преговарање со државата нема да влеземе заради тоа што бараме од судот да донесе каква и да е пресуда, меѓутоа нека донесе пресуда и јас ако се сеќавате реков дека срамот ние нема да може да го скриеме. Срамот за тоа како е водена дигиталната форензика на компјутери во ОЈО, па тие изнесувани надвор и така натаму, тек допрва ќе излезе. Така да, што и да е понудено во таа спогодба, меѓутоа да не го нарушиме концептот, мислам во оваа фаза јасно е дека кога се нуди спогодба се нудат финансиски средства, меѓутоа ние, по ниеден основ, за ниедни пари, по ниту едни бенефиции добиени, нема да прифатиме спогодба. Туку ќе бараме Европскиот суд за човекови права да утврди одговорност кај оние кои што не држеле толку дена во притвор. Тоа е нашата борба. Нашата борба е после тоа да тоа служи како пример за сите останати
кој што јас верувам дека многу од луѓето кои што се во притвор не треба да се таму. Дали се криви или не, тоа не е мое да судам. Меѓутоа, вие да ги ставате луѓе во притвор, при тоа, не дај Боже да го поминете тоа, при тоа да го жигосувате, бидејќи сите не е јасно како оди тоа, особено на вас новинарите, дека кога ќе ве стават во притвор, вие сте веќе 60-70% виновени, оди, тоа е као фрлана перница со пердови, после треба да ги собирате. Бројот на притворени лица не смее да кореспондира со бројот на обвинети лица. Тоа е нашата борба. Едно е да сте обвинет, друго е да бидете лице кое што најверојатно ќе избега, како да е бегањето секојдневие. Меѓутоа, пак ќе кажем, нашата борба е да донесе Европскиот суд за човекови права, па макар и го изгубиле тој спор. Независно што ни се нуди спогодба. Макар и го изгубиле во конечната одлука. Меѓутоа, фактите се на наша страна, факти кои што непобитно, никогаш не сме, освен еднаш не сме повикани да дадеме своја одбрана за продолжување на притворот, никогаш не ни е доставен предлог за да може да се произнесеме освен еднаш. Фактот дека не постојат основи за определување на мерки притвор, сето тоа мора како пракса да престане. Значи мора да престане тоа дека луѓето сами по себе кога ќе ги обвините ќе бегаат од државата. Тоа мора да престане. Во ред, рековте дека тајмингот на одржување на пресконференција единствено зависел од одговорот од што сте го добиле од судот, да се разбор. Меѓутоа, одржување пресконференција на еден ден од пресуда, односно читање на одлука на основниот кривичен суд, се исповетува совршениот притисок врз тој судечки совет. Како на друг начин вие го сваќате? Не знам како да ви кажам дека тајмингот кога ние го добивме ова не го определуваме ние. Туку го определува Европскиот суд за човекови права. Ако нашата моќ е ние да влијаеме врз Европскиот суд за човекови права, тоа секој ни чест. Не, но притисокот врз... И јас кажав дека сите овие никако, освен едното прашање, никако не влијаат врз носењето на одлуката, не одлуката на судот. Каква идеја? Значи, каква идеја, независно што ние бараме ослободително, имаме илјадници страни контрааргументи контра обвинителството. Ние каква идеја таа одлука ќе ја почитуваме, ако не е во прилог, ќе продолжиме понатаму, ако не е во прилог, ќе се жалиме во било која инстанца. Меѓутоа, пак ќе кажам, тука зборуваме за нешто кое што е малку посвето од тоа кое што е одлука за пресудата на софтвер, тоа е лишувањето од слобода на лица кои што немало основа да бидат таму. И не само ние, туку и сите останати во иднина. Веќе изразивте сомнеж за одлуките на Скопскиот кривичен суд на тоа дека обвинителството не доставило ниту еден материјален доказ, а вие сте биле сместени во притвор, како и господинот Станчев. Како, мислам, веќе искоментиравте дека Скопскиот кривичен без ниту еден материјален доказ од обвинителството. Да, ама тоа се однесува само за притворите. Значи, ние збориме за притворските предмети. Притворските предмети се различно од она што е предмет на главна расправа за главниот предмет. Значи, тоа се две различни постапки, кои што немаат влијание една врз друга. Дали, ова мој заклучок, ако грешам, поправете ме, дали со Слободно. ставање вина на обвинителката Ивана Трајчева и Вилма Русковска, сакате да докажете вашата невиност? Не. Значи, прво и основно, не сум човек кој што се сити на туѓата несреќа, независно каква и да е, затоа што секој има право да се брани. Обвинителството е само странка во постапката. Еднаква странка како нас. За жал, пак ќе кажем, некоја неубава пракса се створи, сега вие мора да го играте тој начин на комуникација. Неубава пракса. Јас сум првиот кој што бев најмногу против да обвинителство држи пресконференции. Борбата треба да биде во суд. Меѓутоа, самите бевте свесни, особено за нашиот случај, кај што можам да кажам, дека се држа пресконференција, дека имаше гостување во емисии каде што бе. Да, па затоа кажав, ако вие не може да, старите римени како рекле, вискон вире пулит, или силата со сила се победува, вие соодветно мора да реагирате на таквиот начин. Но,
поентата на днешната пресконференција е дека борбата за тоа дека луѓето немаат веќе да одат во притвор, ќе ја почнеме со тоа што ќе бараме од судот да донесе пресуда, во која што ќе бидат нотирани сите повреди кои што понатаму во останатата пракса ќе може X, Y обвините да се повикуваат на нашиот случај и да кажат да, вие нас барате да не биде определен притвор, меѓутоа видете праксата на Европскиот суд за човекови права кај овие двајца луѓе судот определил дека има прекашување. Тоа е идејата на денешната пресконференција и на целиот предмет. Имате прашање или уште едно имам само Повели. Никогаш не побаравте вештачање на телефонот од каде што беа срахирани параките, кои никогаш и не демантиравте дека сте ги пишувале вие. Зошто не го побаравте тоа? Ми се чини телефонот беше на господинот Санчев. Не е точно дека никогаш не сме побаране. Вие барем нели сме се гледале по судници, ние побаравме не само да се изврши вештачење, туку и да се уклучат телефоните во судница. Јас можам да ви, ако дозволите, на мејл ќе ви пратам, вие сте од Алфа, ако не се лажам, ќе ви пратам записник од главна расправа, каде што ние не само што бараме вештачење, нас пари не ни беше дозволено вештачење, ќе ви го пратам и од обвинителство. Ние во самиот почеток барав, ама ќе ве замолам и тоа да го објавите, како документ. Ние побаравме да телефоните бидат уклучени, да видиме што на нив има. Ние побаравме наш вештак да оди заедно со вештаци у МВР, да ги вештачат телефоните. Еве тоа го имате и овдека, ви го поделиме и овој материјал. Значи демантирате дека вие сте ги пишувале параките по обвинителството што ги читаше во суд? Таму нема мое име, не знам како да ви објаснам. Таму мое име, како Драги Рашковски, нема. Како број 070 во тоа време 834424 нема. Меѓутоа ќе ви го испратам и три вештачења направивме, дополнување едно, друго, трето, три вештачења за да видите кои се процедури се прекршени, кои се манипулации се правени. И се надевам, јас ви кажав, борбата моја, заради тоа што тоа на Украина линија, тоа го предал на факултет дигитална форензика. Борбата моја да внесеме еден нов момент во македонското правосудство, а тоа е дека дигиталните докази не може да ги внесуваме како што ги внесувавме до сега традиционалните или пишаните докази. Сега да не навлегуваме нели во нешто што е предмет на веќе одлучување, па да испадне дека вршиме влијание, меѓутоа со задоволство ќе ви ги испратам и ствари ги носам на CD, ќе ви ги дадам сите вештачења кои што ги има ние направено на таквите како што вие ги викате пораки.